буџетот за да им помогнеме на овој тип на граѓање. Еве повторно по кој знае кој пат ќе ги споменам ставките кои што мислам дека треба да бидат намалени, затоа што имате 1 милијарда денари повеќе за плати по овој основ, имате повеќе за мебел, за стоки, за услуги и така натака, нешто што не е неопходно и што може овој државен апарат да издржи, но граѓаниве не можат да издржат заради тоа што се работи навистина за еден тежок период кој што ќе дојде во наредниот период и имено јасно ми е што ви е целата суштина. Веројатно како за се во држава, повторно граѓаните ќе бидат криви за тоа што се греат на струја, односно затоа што користат печки на пелети или инвертери или на било кој друг начин со кое било друго грено тело кое што користи електрична енергија, па кога ќе дојдат овие поскапувања, ќе излезете и ноншалантно како што ние се национални координатори за било што, цицачи на државниот буџет и ќе велат граѓаните се криви зошто се греат на струја, но тука има една многу сериозна работа која што вие ја кажавте. Вие рековте не е виновна владата тоест не може владата да влијае на цената на електричната енергија, тоа е невистина, не би сакал да бидам погруб. Тогаш зошто имаме министер за економија под чива надлежност и енергетски сектор? Понатаму ние плаќаме директори кои што се директори ги водат компаниите Елем и Мепсо, кои што пред 4 години беа компании за финансиски пример, а сега се загубари. Понатака ние плаќаме луѓе кои што ја извршуваат функцијата директори на различни комбинати, како РЕК Косомеј, РЕК Битола и така натака, кои што допред некое време си ја вршеле работата како што треба и за тоа примале плата, а сега не си ја вршат работата, не произведуваат електрична енергија, а ние ги плаќаме и гледаме од тие наши пари што стекнуваат тие, како би рекол физички лица надвор од функциите. Можете да влијаете, затоа што многу земји околу нас влијаат. Во Србија нема енергетска криза, затоа што тие луѓе кои што се поставени на тие одговорни позиции си ја работат работата. Затоа што идат на работа, си го заслужуваат, би рекол, секој денар од граѓаните што го земаат, и таа држава нема да има енергетска криза и тие луѓе и тие граѓани нема да имаат покачени сметки на струја, затоа што тие кои што се ставени на одговорните позиции си ја вршат својата работа. Кај нас не си ја вршат својата работа, затоа што не ги интересира енергетската состојба во државата и тоа како граѓаните да плаќаат пониска сметка за електрична енергија, туку ги интересира тендери, ги интересира криминал, ги интересира како повеќе да украдат и затоа сме на ова дерече во кое што сме сега. И сега кога ви се кажува дека ќе има енергетски шок, вие како за се смеете, покажувате кон некого со прст, ги користите оние ваши омилени аргументи, 12 години лавови, врви и така натака, и после тоа кога ќе дојде бумеранг системот по глава, тогаш што ќе правиме? Вака како што е сега ситуација, вас ќе ви требаат со овие луѓе 250 милиони евра да ја санирате штетата. Имаме и понатака амандмани, ве повикувам, имате со вас тука луѓе од вашиот кабинет, ги повикувам и пратениците од мнозинството да бидат малку покреативни и да се согласиме, да најдеме сума која што можеме да ја прифатиме сите пратеници кои што се членови на комисијата, да изгласаме помош за овие домаќинства кои што се многу повеќе од 20.000 денари, можеме да го преработиме и да го преформулираме амандманот како што ќе кажете, но на крајот од денот ајде да им помогнеме на граѓаниве затоа што тоа им е потребно. Ви благодарам. Ви благодарам. За контрареплика министерот, повелете.